Создаваме услови за живот во Македонија. Имаме план за живот во Македонија. Граѓаните да имаат квалитетен живот, како и сите граѓани во Европа. Бидејќи ние, граѓаните, тоа го заслужуваме, а го заслужува и Република Македонија. Тоа ќе го обезбедиме заедно со граѓаните на Македонија на фер, регуларни и демократски избори, кои што мора да се случат во Македонија и ќе се случат. За ова разговарав со моите денешни гости, почитуваната Тања Фајон, пратеник во Европскиот парламент и заменик председателка на групата на Прогресивна алијанса на социјалисти и демократи во Европскиот парламент, како и европскиот пратеник Кнут Флекенштајн, со кого се сретнав и како известувач за Македонија во Европскиот парламент. Младите ни заменуваат од државата по Европа, по светот, поради тоа што немаат работа. Знаат и нашите гости кои што се денеска овде присутни, бидејќи немаат екзистенција тие млади и не гледаат иднина тука. Тоа е нашиот клучен предизвик како совесни граѓани на оваа земја. Мора да има промени. Плаче Македонија за промени. Ова е моментот заедно да создадеме сегашност и иднина за нас, за нашите деца и за државата. Во овој многу важен историски процес, кога се бориме да ги обновиме демократските институции, да ги поставиме на здрави темели разрушените темели на државата по сите основи: економијата, здравството, образованието, демократијата, правдата, од врвно значење Македонија да добие демократски и легитимно избрана влада. Нашите пријатели од Европа ги поддржуваат заложбите за една нова, светла, перспективна иднина на Македонија, за што сум многу благодарен и искажувам благодарност до вас, госпоѓо Фајон, и во името на граѓаните на Македонија, и секако да се посакаме уште пообединето да се фокусираме кон заедничката цел. Нашата цел е животот за граѓаните на Македонија да биде добар. На чекор сме до таа цел, останаа уште 37 дена до токму тој датум, 11 декември. We had today excellent talks with... Ви благодарам за денешната средба. Имавме извонредни разговори со господинот Заев. Исто така имаме одлична соработка заедно со колегата Флекенштајн. Ние поддржуваме во Македонија да има подобар живот, навистина има потреба од промени, бидејќи работите не се одвиваат како што би требало вообичаено, напротив, особено што се однесува до младите луѓе. Младите луѓе ја напуштаат земјата. Насекаде од разговорите што ги имав со граѓаните може да се види дека ситуацијата не е нормална, дека има лоша економска ситуација, проблеми во здравството, има навистина потреба од промени. За таа цел потребни се слободни, праведни и демократски избори. Демократите насекаде од Европа ќе ги следат изборите за истите да се спроведат на праведен, демократски начин и истите на крајот да бидат признаени. Имав средба и со специјалната јавна обвинителка на која што ја даваме целокупната поддршка во нејзината работа. Од разговорите со граѓаните и од она што постојано го слушаме дека меѓу граѓаните постои страв, дека нивниот глас се следи, дека ќе се знае кој за кого гласал. Меѓутоа тоа не е оправдано и не треба да биде така, и од тие причини неопходно да има праведни и демократски избори.